2 месеци откако синот на Али Ахмети влезе во енергетскиот сектор отворајќи ја компанијата за производство на електрична енергија ТХЕАС Енергодуел во Кичевски Зајас, Шкумбин Ахмети со нова инвестиција го шири бизнисот преку нова фирма, овој пат со странски партнери. На 22 февруари, компанијата на Шкумбин Ахмети ТХЕАС Енергодуел, заеднички со СЕ Повер ДОО Скопје, основаат нова компанија под името Мега Повер ДОО Скопје, чија дејност ќе биде производство на струја. Седиштето на партнерската компанија е регистрирана во скопската населба Бардовци. За управители на Мега Повер ДОО Скопје се заведени Шкумбин Ахмети, како и Орел Леви Бабаи и Ранит Најак од СЕ Повер ДОО Скопје. Оваа компанија пак е регистрирана во Скопски аеродром 2 недели порано пред заеднички со синот на Ахмети да влезат во инвестиција преку новата фирма. Собствениците на СЕ Повер ДОО Скопје се странски државјани од Израел и Романија и генерално непознати за јавноста, освен името и презимето на индиецот Ранит Најак. Во биографијата на Ранит Најак пишува дека бил шеф на Светската банка за Косово од 2007 до 2011 година и дека е заслужен за обезбедување на економската и финансиската одржливост на новоформираната држава по нејзиното прогласување независност во 2008 година. Следниот ангажман му бил главен специјалист за социјален развој на Светска банка за регионот на Европа и Централна Азија во Вашингтон од 2011 до 2013 година, каде ги надгледувал операциите за социјален развој во 30 земји и ги советувал владите и партнерите на Светска банка за развојни прашања. Но јавно достапните информации за неговата биографија откриваат и друг интересен детаљ, а тоа е дека пред 10 години, во периодот од 2013 до 2015 година, во времето на владата предводена од ВМРО ДПМН и ДУИ, бил главен советник за прашања поврзани со Европската унија. Како што пишува, тој ја поддржувал тековната работа на секретаријатот за европски прашања на владата за интеграција во ЕУ. Во тоа време, заменик председател на владата задолжен за европски прашања е Фатмир Бесими. Една деценија подоцна, поранешниот советник станува бизнис партнер со синот на Али Ахмети. А еден он му испрати прашање на неколку социјални мрежи на Најак и на неговата електронска пошта барајќи подетални информации за инвестицијата, но и поречиси една недела, одговори не добивме. Ова е втора поред инвестиција во која ќе влезе синот на Али Ахмети. Во изминатиот период, медиумите објавија дека членови на семејствата на актуелни и поранешни политичари од владачката партија влегуваат во бизнисот со производство на електрична енергија од сончеви зраци, меѓу кои сопругата на премиерот Елена Ковачевска, таткото на градоначалникот на Штип Венцислав Бочварски, синот на екс-премиерот Душко Заев.